ми представува посебна чест што во Битола, во градот на конзулите, како шеф на македонска дипломатија, нели, тоа ми е работата, има многу логика да сум тука. Сакам да го поздравам идниот градоначалник или градоначалничка, не знам како би било убаво, нели, да се изразам. Имам една убава вест. Дел е можеби и најавено тоа во овој период, меѓутоа во преговори сме и во прилично последна фаза. Ги договараме условите на делумно ефтини пари, ефтин кредит, делумно можеби грант со Јапонската агенција за развој JICA. Сме во преговори околу нивна поддршка и со нивната компанија Mitsubishi на во однос на РЕК Битола, производството да биде многу по-чисто и многу по-еколошко. Мислам дека тоа е исклучително важно прашање и за Битола како град, меѓутоа и воопшто за Република Македонија како држава. Така што тоа е она што конкретно можам да го кажам за Битола. А другото, што не важи само за овој град, туку за целата наша држава, мора да си ги отвориме перспективите и мора да си отвориме иднината. Мора да си ги убедиме младите дека имаат иднина во Република Македонија. А за таква работа треба да имаме дома ред, треба да имаме систем што ќе биде чесен и треба да имаме визија каква Македонија сакаме за 5 години од денес, за 10 години од денес, да знаеме дека има место за нас во Европската Унија, да знаеме дека нашиот пасош ќе вреди, да не трчаме по други пасоши. И во основа тоа е агендата. Сакам да дадам една поддршка. Јас, како што знаете, не сум член на партија, меѓутоа мислам дека ние за жал уште немаме луксус за партиски надпревар. Бидејќи ни беше срушен и понижен системот, имавме очигледна неправда, институциите не реагираа, се организиравме како нација и како општество, успеавме првиот чекор да го направиме минатиот декември. Сега треба да го направиме завршниот чекор на 15 октомври. Имаме уште 8 дена. Покажавме дека како нација имаме сила да кажеме не на очигледно лошо. Сега треба да покажеме дека имаме сила да си го изградиме системот последен од што беше. И затоа мислам дека можеби следниот пат ќе има некаков надпревар, сега уште нема. Сегашната битка е да си ја спасиме и да си ја изградиме Македонија да не биде подсврста и да не биде сигурна. Благодарам на вниманието. Баш ми е пријатно што сум тука и што ве гледам и со овој убав поглед тука од Битола.